Почитувани медиуми, денеска објавуваме уште еден скандал на министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Овој пат поврзан со закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Имено, со подпис на Љупчо Николовски како министер за земјоделство, се доделува градежно земјиште во градежен реон на град Скопје како земјоделско земјиште. Дојдовме до информации и документи кои индицираат на директна вмешаност на Николовски во огромна измама. Пред мене го имам договор за закуп за земјоделско земјиште, склучен помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, потпишан од Николовски од една страна и извесен Имер Нухи од друга страна. Со овој договор Имер Нухи добива 1564 метри квадратни градежно земјиште на територија на општина Бутел, под образложение дека закупил земјоделско земјиште во државна сопственост во време траење од 70 години за садење на насад со лешник. Со овој договор закупецот добива право на градежно земјиште во урбана зона за надомест од 5745 денари годишно. За јавноста да има точна представа за што станува збор и за тоа дека има сериозни индиции за криминал, укажува и самиот факт што метар квадратен градежно земјиште во овој регион чини од 150 евра па нагоре, односно за целата парцела на 250.000 евра. Но небулозите не застануваат тука. Огласот на кој се повикува повикот за закуп на Нухи е поништен, односно не дошол до легален избор за закуп, но сепак договорот е склучен и потпишан од министерот Николовски. Јавниот повик 01/21, врз основа на кој е дадено ова градежно земјиште под закуп, е поништен на 12 јануари 2022 година со решение број 41/216/6 и тоа е објавено во службениот весник број 9 истава година. Овој договор е нелегален и не може воопшто да биде склучен, но симптоматично е тоа што и покрај што е нелегален и не можел да биде склучен, сепак на овој договор стои штембилот на Министерството за земјоделство дека е издаден од нивната архива, а на задната, односно последната страна од договорот стои печат на Министерството и подпис на министерот Николовски. Овој документ со кој му се дава градежното земјиште на Имер Нухи е нелегален и представува кривично дело. Целиот случај почнува да се открива кога закупецот почнува да си ги бара своите права, при што општина Бутел испраќа допис до Министерството за земјоделство со цел договорот за закуп на ова градежно земјиште да биде раскинат затоа што на истата локација е планиран парк според деталниот урбанистички план за градски четврт C12 блок 7, што во прилог исто сакам да го презентирам на јавност. Ова е урбанистичкиот план. На овој допис од страна на општина Бутел, на што официјално Министерството преку допис одговара дека таков договор не постои. Почитувани, ова е одговорот на Министерството каде што сами потврдуваат дека ваков договор не постои. Очигледно е дека Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Николовски се фатени во тесно, бидејќи ова е штембил на Министерството, а ова е печат на Министерството и подпис на Николовски на истиот спорен договор. Го повикувам Љупчо Николовски веднаш да си поднесе оставка од позицијата, а јавното обвинителство да постапи по случајот и да покрене истрага по допрен глас. Дополнително, почитувани, укажуваме дека имаме уште вакви договори кои што индицираат сериозно кривично дело. И затоа во интерес на граѓаните, ние продолжуваме со обелоденување на слични вакви случаи во наредните денови, со што ќе покажеме како се раскрчнува земјиштето во сопственост на Република Македонија од страна на власта на СДС и министерот Николовски. Ви благодарам.